Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Што ме гледате на оваа позиција, тоа значи дека имаме гости вечер во студиото. Чест ми е и задоволство да ви представам двајца луѓе, поети. Тоа се Маријан Стаменковски. Маријан Стаменковски, добро, и Дончо Мишковски. Добро вечер. Добро вечер, добре дојдовте. Мал вовед за гледачите. Овој дел од емисијата ќе биде посветен на поезијата. Овие двајца гости овдека во студиото се поети. Јас никогаш во мојата 10-годишна кариера не сум посветил емисија на поезијата. Прв пат тоа го правам. Но го правам не само заради поезијата, од која, не знам, од X причини, може би интимни некој свој, сум ја одбегнувал како тема, но она што овие луѓе, заедно со своите колеги, тоа е група на автори, го направија, толку ме шармираше, да едноставно морав да го споделам со вас. Затоа ги поканив во студио да поразговараме за нивната дејност и нивната поезија. Се запознавме преку Facebook. Со вашето дело ми исконтактиравте со вашата веб страна, група автори, поетска харфа. Ваков беше и не знам, насловната страна на самата веб страна. Она што ме заинтересира е што не беше тоа некоја поетска веб страна на некој автор во неговото, нели? Туку е една група автори самоорганизирани. Па кажете ми, да чуеме приказната идејата како се собравте и како дојдовте и како на крај го издадовте ова што го направите. Па вака, значи, се започна од постирање на песни, на поезии на Фејсбукот. Се отвори една потреба да се отвори една група во која ќе се твори исклучиво поезија. Значи да нема клипови, да нема постирање на било што, него исклучиво да биде поезија, исклучиво која поезија ќе се твори на кирилица. Групата пополека си растеше, зимаше поголем замав, избегнувавме значи да имаме повеќе читатели отколку помалку автори. Значи ја се трудевме да бидат што повеќе автори. Како што поаѓаа месеците? Како, чекай, не разбирам. Да има повеќе автори од што читатели. Тоа се трудевте во почетокот, во групата. да, за да имаме кој да твори. Зашто ако се појавиме читатели многу, нема кој да твори, нема кој да објавува. Добро, интересно, добро. И така да сега стигнавме дека бројка 200 и нешто. Значи имаме членови кои се многу неактивни, тоа се неафирмирани поети, неафирмирани поети, да. Исто како и вие што сте. Како и ние, да. Имаме и некои од повозрастните кои се со неколку изданија позади нив, со 3, 4, 5 книги. Меѓутоа сепак во нашата јавност не се афирмирани. Помина неколку месеца и се одлучив како админ, како организатор на самата група, се одлучив да дадам идеја да основиме една книга да направиме. Со оглед дека финансиската ситуација кај нас, кај секого не е кој знае колку јака, за да отпечатиш книга треба побајаги пари. Особено соло. Да. И реков, ајде вака, ќе идеме вака, само инициативно, ќе се организираме, ќе собереме пари и ќе се отпечатиме една своја збирка, која ќе биде прва од ваков тип, поготово на дружба преку Facebook. Така да се здруживме многу меѓу себе, станавме блиски, се поврзавме фамилиарно. Групата можам да кажам дека функционира како едно големо семејство. Браво. Браво. Се афирмира оние луѓе кои се осеќале дека можат да творат и да дадат нешто од себе, она што го чуваат во душа, да го изнесат преку на аналилист и му возложивме да се направи една книга. Иначе оваа книга е од 23 автора. Значи во оваа книга има содржано дело од 23 автори. Значи секој од нас е со различен стил, некој со љубовна тематика, некој со патриотска тематика, значи кој како. Значи секој си има свој стил. Корицава исто морам да кажам дека не ја поземи, него не ја подари пријател од Београд, Пепи Котораш, да имаме оригинална слика. Тоа е негова оригинална слика. Да, негова оригинална слика, за да си имаме да бидеме уникатни. И сега оваа книга сакаме на 18 мај организираме промоција. Ќе имаме време и за тоа. Она што фасцинира во целава ваша приказна, колку и да е наивно, бидејќи не сте етаблирани,
повеќе или помалку јавноста за поезијата разбира кога се струшките вечери на поезијата, кога се доделува златниот венеци, толку завршуваат, но идејата да се развие нешто убаво, уметничко и естетско, а особено преку Facebook, кое е место како социјална мрежа се перцепира каде што е место обично за политиканство, за малце недолични работи и така натаму, да се изроди една ваква убаво дружба и идеја, за мене беше навистина пријатно изненадување и сакав да ве покажам и како позитивен пример. Вие не сте сите од исто место, вие доаѓате од разни краеви, од каде ви има? Вие сте еве конкретно... Јас сум од Крива Паланка, например. Така? Има од многу краеви и надвор од Македонија. Значи, ние од доста градови од Македонија, има Дончо повеќе ги знае. Види, основната цел на дружбата, што рече Дончо, Facebook е познат, како и вие што рековте, на место каде што повеќе е чат, повеќе е гледање политика, повеќе некое глобално село, каде што сите си кажуваме кој што има, кој што нема, кој што сака и кој што не ќе. Сега, ја го гледам како начин, цел ден, например, јас сум по професија трговец. Знаете, во време на денешно време, колку е тоа стресна професија, со сите трчање по пари, по работа, по... Навече кога ќе седнам, сакам да отворам поезија. Сакам да читам поезија, сакам да се дружам со луѓе кои што размислуваат исто како и јас. Но сакаш и да пишуваш поезија. Сакам и да пишувам, како некој издувен вентил. Имаш потреба за читање. Сето тоа што е насоберено во тебе, сакаш некаде да го канализираш, сакаш некаде да го објавиш, да го ставиш, ама не сакаш да го чита било кој што нема да те свати. И целото таа работа ќе ја гледа со подсмев. Сакаш да бидеш во круг на луѓе кои што ја разбираат твојата потреба. Браво. Браво. Ние и не преферираме да бидеме некои големи поети. Со Дончо се зафркаваме преку на Facebook. Ние сме алтернативно здружение на писатели на Македонија. Уште поинтересно заради тоа. И користиме некој нов медиум, како што е интернетот, Фејсбукот, каде што поезијата, да речеме, некоја ретро уметност, моментално. На некој начин. Но може да го смените тоа. Може да се смени, зашто на секој Facebook профил покрај сликата на саканиот, саканата, слика од свадба, да не стои некој речи од поезија, афоризам. Да се збогати самата душа на човекот, кој е тој, како размислува, зошто размислува така. Не само гола фотографија и основни податоци кој зошто и како е. Вие рековте сте, трговец сте, имате потреба на крајот на денот после сите стресови да прочитате нешто убаво естетско, да напишете. Не се да политика, економија, нервози, вакви даноци, онакви даноци, трчање по ова на некој начин како јадење парчето торта. Како што Сидбија сака тортата, јас сакам да си напишам песна. Шлагот на крај. Како вие исто така професионално не се занимавате како професионален автор? Не, јас сум трговец сум јас. Одлично. Исто јас во вечерните сати кои ќе си дојдам дома, значи прво што правам, порано гледавме телевизија. После ќе рече трговците се лопати. Не е така. Да, ако не гледам телевизија, значи сега одам на интернет да видам што има ново објавено, нормално како администратор да видам што се случува со групава, кој што објавил, како објавил, и ако има некоја информација да поделам со членовите. Кажете ми за вас и за другите членови. Дали сте поети уште, што знам, од најрани денови или тоа е нешто што скоро почнавте да се занимавате или откако ви се пружи прилика каде да можете да ја пласирате својата поезија, бидејќи на најдобар начин сте ги искористиле социјалните мрежи? Да, социјалните мрежи сега се достапни, значи овие последните неколку години секој кој чувствува дека може да твори, има место каде да објави. До некое известно време, без разлика дали е добар авторот или не е, ако не издаде книга, не може каде да се промовира. Да, ама сега доаѓате у една друга ситуација. Автор може да издаде книга и никој да не ја прочита. Но вие, вашата поезија, стотици луѓе може да ја прочитат и тоа со сигурност, па илјадници, благодарејќи на Facebook, се менуваат малку работиве во една позитивна насока. Не ми кажавте, кажете ми за вас и за луѓево. Дали сте сите поети од раѓање или сте тоа е нешто скоро? Ме интересира. Не знам, че се кажам за себе, значи во мали, значи во млади денови, некаде 17-18 години сум пишувал нешто, меѓутоа тоа престанало, тогаш и останало. Ова се случи до пред 2 години, 3 години, каде јас почнав нешто да пишувам и објавив и добив награда за соштапа книга. Меѓутоа некако таа поезија ми беше така малце понаивна, полесна ми беше. И како полека завлегував
во пишувањето, во читањето, веројатно не сега ти се уклучуваш, има 30 објави и ти чета сега 30 песми. И секој ден тоа се 30 по 30 се множат. И ти сето тоа го впиваш. А го збогатуваш својот речник, нормално своето размислување, како да ја склопиш реченицата. Естетиката едноставно во себе расте. Зашто продуховува во себе. Не можеш, значи го пронаоѓаш својот стил, значи пишувањето е како тисокото на прст. Што се не можеш да имитираш никого. Ја исто така како што рече Дончо пишував докато 17, 18, 19 години, објавив книга и некако да се од системот, тоа збориме на периодот 2003-2004, дека како што рековте вие уште интернетот не беше ја не беше достигнал фазата, но ставно како да се разочарав. За кого и каде? За кого да објавува, за кого да пишува, каде кога да немаш каде да го презентираш, така? И дојде до пат на пишувањето, на објавувањето. Влегов прво некои други води, фамилиарни, семејни, работа, бизнис, трчање ваму таму. И до пред некоја време, кога го видов страната, и на истиот начин и јас се приклучив него и може ли да се објавува? Може. Ја објавив на латиница, вика не може на латиница, само кирилица. Одлично. Мора да научиме кирилица, да тоа пред тоа не е Одлична идеја. Што сега ја сваќам и поентата логиката, си го зачуваме својот јазик и својата азбука. Значи, многу ми се интересни овие процеси. Значи, и самото поставување на еден мал простор на социјална мрежа била доволен поттик за да некои естетски пориви во себе повторно оживаат ке некои луѓе. Предпоставувам дека и другите автори кои се овдека ќе ги прочитаме за кон сите овие автори кои учествуваат, нивните имиња, предпоставувам дека се со слични афинитети, дека сите имаат некој свој бизнис кој со што се занимава, а ова е една работа каде што ете наоѓаат. Како се вика веб страна на Facebook, веб страницата? Македонска поезија. Македонска поезија. Добро. Македонска поезија. После ова сигурно ќе имате зголемен интерес. Да, и што сакам да кажам, значи дури се запазува од одредени членови, пошто нели ние сме одомаќени кај нас зборови, што србизми, што бугаризми, што турцизми. Добро, значи, тоа е во сленгот си сугерираат меѓу себе, и јас се признавам, грешам и јас скопскиот жаргон е измешан. Апсолутно. И сега имаме поготово критиките ни доаѓаат од прилепскиот, битолскиот регион, каде не опоменуваат да направиме на македонски зборови, знаеш. Се тоа трпи критика. Значи, од една страна ја задржуваме кирилицата и го зачуваме македонскиот јазик. Значи, нашава страна не е достапна за секој кој сака да биде, да твори, без разлика на вера, без разлика на националност. Значи, имаме тука, имаме од Германија, имаме од Аустрија, имаме малтене од цела Македонија, значи од Охрид, Струга, Кечево, Гастивар, Битола, Прилеп, Кавадарци, цела Македонија сме на купче. Еве ќе ги прочитам имињата на сите 23 автори кои се во оваа книга, а потоа би поразговарале за манифестацијата, зошто сте токму денеска тука и што ќе се случува наредниве денови. Никола Белјански, Радивое Нешков, Снежана Крстановска, Афродита Тоцили, Бојана Петрова, Даница Петровска, Дончо Мишовски, Марија Црвенковски, Маријан Стаменковски, Мери Арсовска, Наташа Зузаровска, Наташа Наумовска, Светлана Митрева, Кристијан Атанасов, Јован Миноски, Мирјана Бурник, Душанка Гиевска, Никодин Чернодримски, Емилија Даниловска, Верица Петровска, Елизабета Атанасова, Елизабета К. Питулкова, се извинувам, и Елизабета Станоеска. Браво уште еднаш за ова, но кажете ми, бидејќи успеавте вашата дружба од Facebook и нели да речеме некоја забава или да речеме некој ентузијазам, да го преточите прво во книга, што е сериозна веќе истапување. Предпоставувам дека сите вие учествувавте некако материјално, успеавте тоа да само финансирана, значи потешко е, значи се најдат спонзори,
А донации се одлучивме, значи, самите себе да се финансираме книгава. Така, кај може да се купи оваа книга? Продажба не е оваа книга, значи Не е? чисто е за нас, по 20 така. примерка за секој автор. И така. сега си ги делиме по пријатели, по библиотеки во своите градови. Браво. И сега, кажете ми за манифестацијата што ја планирате. Манифестацијата, по моја замисла, значи целиот тој тир како ја го замислав така да има некое етно каче, нешто. Ние немаме облакодери, модерни згради. Добро. Имаме историја стара. Значи, и затоа и се одлучивме да биде во Марков манастир, во црквата Свети Димитрија. Сакам да искажам благодарност до манастирот, до Македонската православна црква, што ни го возможи просторот на 18 мај во 18 часот. Што ќе правите таму? Значи, ќе имаме читање на сите автори, секој дело ќе се обработи, дружење едно меѓу себе, да посредно. Запознавање на групата, самиот локалите, пошто меѓу себе многу не се познаваме. Не сте се сретнале сега до сега. Не. Значи, Еве со Тончо сега се среќава. сега прв пат се среќавате. Сега тоа преку Facebook и преку телефон. Добро, ама предпоставам веќе сликите од фамилии, од Така, жени, да, од деца, да, си ги се знаете. знаеме, меѓутоа во живо не сме се виделе, да. Живо не сме се виделе. Па Маријан и јас со тебе се знам, со цела твоја фамилија. А не сега се запознаваме. А сега се видите. Па не е добро преку тоа група дека имаме заеднички пријатели, дека и Кажете ми малку сега, 18 часот таму, очекувате публика, значи ќе бидете вие, ќе се запознаете. Колку што можев да прочитам, дури сте се организирале до толку, дури и автобуски превоз до Марков комби. манастир, така? Да, ќе имаме комби организирано, кое ќе биде поставено на новата железничка од страна на автобуската станица со надпис видлив поетска харфа за Марков манастир. Така да кој е без превоз, слободно може да се качи, автобусот ќе поаѓа во 17 часот од Скопје до Марков манастир. Скопје И попосле каде? за Каде назад. ќе биде Скопје пуснат? значи кај железничка нова. Железничка нова. Од страната на паркингот на автобуска. На автобуска. Да, секој кој И ќе сака има може поетска да си харфа. ќе се пишува поетска харфа. Браво, кој многу сака сте може да си дојде. Многу сте инвентивни, многу сте Мора да се кажам, организираме, зашто Тоа, сепак е Јанко, само 20 Дури тој километра. менеджмент Само ние почеток имаме замисла после тоа од кој град каде си има представник да си направи мини презентација каде што па ние другите ќе одиме таму на гости. Например, јас сум во Крива Паланка, познато дека Крива Паланка е град прогласен град на културата на за 2013 година. Во соработка со градоначалникот, зашто искрено му благодарам. Да, ќе организираме околу 28 август на манастирот Јоаким Осоговски па соборен ден. Па сакаме во тој период после да ја направиме целата промоција во Крива Паланка. Одлична Да можеме идеја. во Кавадарци, во Струмица, во сите градови каде што има во некој наш поет, сите да се собереме кај него да направиме промоција. Одлично. Кажете ми, досега имаше некој интерес од медиумите или јас сум вака првиот? Не, први сте вие. Добро, па еве, нека биде ова на некој начин промоција на сево ова, па можеби и оние редакции кои се занимаваат со култура, ќе им биде поинтересно, кои сигурно многу попрофесионално и по студиозно ја следат поезијата за разлика од мене. Ја искрено многу ти ме благодарам фасцинираше ентузијазмот ваш. на довербата и што ни дозволи време. Сепак една од најгледаните, ако не и најгледана емисија, така да сетски си дојде на свое место, дека треба да се почне. Па ќе ми биде драго, ете, и вам да ви помогнам и нели, ако е ова ако е ова некој зародиш и знаеш, ја истото ми се случуваше во 103 со музички автори кои денеска на пример станале некои нешто, тогаш беа тотално анонимуси, секогаш не знаеш од овие имиња што еден ден ќе изроди. Можеби некој ќе стане председател на држава, можеби ќе стане добитник на Нобелова награда за книжевност. Не се знае, но го посакуваме тоа, нели? Се помогни го секој Николец да расте, па сега какви плодови ќе даде, здравје Боже. Ја би ве замолил сега сосема за крај пред да идеме пред да го завршиме разговорот и да оди емисијата со реклами. Мене многу ми заинтересира и би ве замолил, бидејќи секогаш ми е најизворно кога поетот ќе ја прочита поезијата со негови зборови, со неговите емоции. Рековте дека жанровски сте многу различни меѓу себе, секој со различни афинитети. Па еве нека биде една мала илустрација за гледачите. Да види зашто станува збор. Прочитајте, ја би ве замолил да прочитате по едно дело, а потоа ќе одиме со мала пауза. Но ова не се отвора.
Извор. Од кој планински извор соно мој доаѓаш? Кој ли ветер ноќва заузда? Патуваш, трепериш ко жетвена светилка, ги одбегнуваш земските сопнувања, а заглавуваш некаде во мојот заспан ум. И почнуваш магија да создаваш. Те чувствувам ко студена морница на кожа подникната. Те чувствувам ко лажовен дух кој лебди на мојата подсвес. Те чувствувам ко вонземна сила која ме подига високо, а срцето трепери, но не од возбуда, туку од срав и душата ми се стега. Ми се стега од пиедесталот на кој високо ме поставуваш, од пехарот стаклен кој ми го доделуваш, а јас ненаучен убавина, плашлив од звукот на стаклениот рскот, кој после сонот ме распарчува. Ова е. Прекрасно. Благодарам. Јас сакам да прочитам, уште еднаш да ви се заблагодарам на поканата, секој да го поздравам семејството. Благодарам. И морам Јанко да спомнам уште еднаш во емисија, некој малиот син ти ми се налоти. Ја заспивав со Мечето Ушко, он заспива со Јанко емисијата, значи гледа Јанко и заспива. Маријан, нема И редовен потреба. фанти. Благодарам. Збор. Само тој учи и убива. Се изнаслушува плачки и нелогичности. Се срами и црвене, паѓа и запира. Точен и неточен, страф и трепет, страшлив зајак. Супериорен противник на севкупниот молк. Зборот е аргумент, предлог слабо платен, знаен и познаен, топол и студен, и понатаму е категоричен, со обзир на распишаниот конкурс. Се согласува и тврди, поучува, метаморфозира, се исплазува, перфиден е, најопасен, најпреродбеник, најблизок соработник Господов, да се отстрани најопасниот зборот. Благодарам. Благодарам што бевте гости. Благодарам на вас, на вашата куќа, што ни возможеве да си ја презентираме нашава книга. Се надевам и други медиуми Се гледаме на 18. Одиме со кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во студиото.